Телевизија Кочани во својата информативна емисија Дневник уште на 10 јуни информираше дека подрачната единица Осогова на Македонски шуми интензивно работи на два проекта за целосна замена на жичената ограда и изградба и опремување на современа кланица за дивеч, која ќе ја користат и другите ловишта во регионот и пошироко. 3 месеци подоцна, оваа вест со присутните на свечената седница ја сподели градоначалникот Илиев, најавувајќи поубава иднина за овој ловно-стопански капацитет. Патем беше додадено дека во ловниот резерват Полаки ќе биде зголемен и бројот на дивечот, со што ќе се овозможи унапредување на високобуџетниот ловен туризам. Постапката за обновувањето на инфраструктурните содржини на ловиштето е со финансиска подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка, а партнери во проектот се Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие Национални шуми, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг, Ханс М. од Скопје, Македонско еколошко друштво и Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија. Градоначалникот Илиев денове прецизираше дека во тека јавната набавка за обновување на жичената ограда во должина од 6 километри на ловиштето. Освен тоа, ќе се набават и постават термални камери и друга опрема за заштита на резерватот, а ќе се збогати и фондот на дивечот. Во тек јавна набавка за реконструкција на оградата од 6 километри на ловиштето Полаки. Со истата набавка се набавуваат и термокамери и друга опрема за функционирање на едно современо ловиште, како и набавка на дивеч. Со ова, конечно ќе се врати сјајот на нашиот бисер. Главни цели на проектот се подобрување на популацијата на диви животни, особено кај копитарите, и да се воведе систем за мониторинг на дивите животни во просторот со кој управува Јавното претпријатие Национални шуми, како и да се обноват поранешните добри практики за одржив ловен туризам и да се внесат нови грла благороден елен. Реконструкцијата на оградата и опремувањето на ловниот резерват е дел од проектот градење на капацитети за одржливо управување со дивечот во ловиштето Полаки, што се спроведува во рамките на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија фаза 2, како проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Фармахем Скопје.